Во рамки на проектот Мобилен парламент, граѓанската асоциација Мост вчера во Кичево организираше јавна средба на тема аерозагадувањето во општина Кичево. Целта на настанот беше преку директна комуникација со избраните представници отворено да се разговара за овие прашања, имајќи го во предвид фактот што во последно време Кичево се вбројува во еден од најзагадените градови во Македонија во однос на квалитетот на воздухот. Идејата за овој проект е граѓаните заедно со оние пратеници кои што се дел од нивната изборна единица да разговараат за прашањата кои што ги тангираат и на начин, на ваков директен начин да изнајдат соодветни решенија за проблемите. Денеска сме овде да разговараме за загадувањето во Кичево. Ова е една од неколкуте средби кои што може ги организираше на оваа средба со надежда дека конечно ќе се изнајде решение за овој проблем кој што не е само во Кичево, него е проблем во многу општини во Република Македонија. Токму затоа денеска се присутни и членови и представници на Министерството за животна средина. Со надежда дека, што кажав, ќе најдеме никакво конечно решение за овој проблем кој што дефинитивно влијае на здравјето на граѓаните во цела Македонија. Како еден од најголемите загадувачи на воздухот во општина Кичево беше посочена дивата градска депонија, за која како решение беше посочена изградбата на регионална депонија која ќе се користи од страна на градовите лоцирани во југозападниот плански регион. Освен депонијата, како поголеми загадувачи беа посочени и рекосломе, домаќинствата кои во зимскиот период користат ќумур за загревање на своите простории со парно и возилата кои во летниот период ги има премногу во самата општина. На дебатата, иако беа поканети, заради други обврски не присуствуваа пратениците од Кичево. Овој проект е финансиски поддржан од Европската унија.